Македонија има принципиелни позиции во процесот на евроинтеграција, му рекол министерот за надворешни работи Тимчо Муцунски на својот бугарски колега Георг Георгиев во телефонскиот разговор за кој извести македонското МНР. При тоа Муцунски ја нагласил подготвеноста на државата за натамошно напредување на соработката со Бугарија во насока на, како што вели, градење поголема меѓусебна доверба во интерес на граѓаните. За таа цел подготвени сме да продолжиме со активен придонес во градењето доверба заснована на принципиелност и заемно почитување. Како соседи и НАТО сојузници, двете земји имаат заедничка обврска ориентирани кон иднината. Да продолжат да развиваат односи засновани на европски принципи. Во таа насока министерот Муцунски уште еднаш ја потенцираше нашата посветеност на европскиот пат, кој не треба да биде обременет со билатерални прашања, се вели во соопштението испратено од Министерството за надворешни работи. Во него нема детали дали ќе има средба меѓу македонска и бугарска делегација на самитот на НАТО во Хаг. А детали за евентуална средба нема ниту премиерот Мицковски, вели дека ќе побара информација од председателот на Европскиот совет Антонио Кошта, која најави оваа можност. Премиерот рече дека ако повторно се одложи гласањето за извештајот за Македонија, ќе стане јасно дека главен проблем е македонскиот идентитет, обвинувајќи го екс-шефот на дипломатијата Османи за сериозни грешки кои направиле огромни штети. Бугарските барања се обид да се создаде нова македонска нација која користи нов македонски јазик кој почива на бугарски корени и не внесување на бугарите во уставот, вели премиерот Мицковски по последните пораки од Софија дека со нив нема репреговарање и договорот мора да се исполни. И ова го знаеше точно Бујар Османи. И он точно знаеше што правеше. Директно стави нож во плуќата на македонскиот идентитет и закова шајки. Директно. И тоа нема да го забораваме. Тоа никош нема да го забораваме. Прифаќајќи го францускиот предлог. Директно закова шајки во рацете и нозете на македонскиот идентитет. Но ние ќе се бориме. Секаде ќе се бориме. Секаде. И тоа се гледа, и ефектите од таа борба се гледаат. Им порачи на бугарските политичари дека нивното однесување е несмасна дипломатија. Ако повторно биде одложено гласањето за извештајот за Македонија во Европскиот парламент, ќе се потврди негацијата на македонскиот идентитет. Суштината е обид на еден инженеринг да се создаде нова македонска нација, која што е резултат на одлука на Коминтерната после 45 година од минатиот век, и дека таа нова македонска нација користи нов македонски јазик, кој што станува службен во Обединетите нации како дел од Југословенската федерација 45-та година и почива на бугарски корени. Тоа е суштината. По последните пораки од официјална Софија, обвинувањата за македонски тајни лобирања во европските институции нема ниту потврда за средба меѓу македонска и бугарска делегација на самитот на НАТО. Мицковски најави и разговор со председателот на Европскиот совет Кошта како иницијатор на таквата средба која Македонија ја прифати. Се уште се чека одговорот од Бугарија. Ивана Соколовиќ најдова, Сител телевизија. На социјалните мрежи со реакција на изјавата на премиерот се јави екс-министерот за надворешни работи Бујар Османи. Колнеш и клетиш во некаква замислена одбрана на македонскиот јазик кој пред тебе е заштитен и потврден од 27 земји членки на Унијата директно во преговарачка рамка. При тоа дома со сета сила правиш се да го понижиш албанскиот јазик и албанскиот граѓани. Можеш да вреѓаш, да се закануваш, да фрлаш клетви и натаму да колнеш, но христијан имаш еден клучен пропуст во твоето поимање на реалност. Ние албанците не сме гости во оваа земја, туку домаќини, се вели во реакцијата на Османи. Инфоден за можностите за поддршка на научно-истражувачката дејност во Македонија организираат денеска Машинскиот факултет Скопје и Министерството за образование и наука во соработка со Здружениот истражувачки центар на Европска комисија. На настанот ќе присуствува и премиерот Христијан Мицковски. На Инфоден ќе бидат презентирани можностите за соработка меѓу македонските истражувачи и истражувачката мрежа на Европската комисија. Во фокусот ќе биде енергетската безбедност, одржливите материјали за изградба, паметната сигнализација и индустријата. Во продолжение на вестите следуваат и оние преглед